Денес ќе ни биде последната проповед од серија проповеди за животот на Мојсей, во кој што обработувајќи го текстот ќе увидиме дека она што Бог се обидуваше да направи со израелскиот народ е токму тоа. Тој ги учеше да му веруваат на него, да ја препознаат неговата добрина. Тој сакаше да научат да видат дека Бог е верен, дека Бог се грижи. И тоа е лекцијата што ние учиме цел живот. Дали не ја навистина дека Бог се грижи во нашиот живот? Дали веруваме дека Бог ќе се погрижи за сите наши потреби? Ако погледнеме животот на евреите, кој што беше цело време низ пустињата, беше токму таа лекција тие требаше да ја научат. Погледнете, евреите беа 430 години во робство. И одеднаш тие се слободни. 430 години тие живеа како робови, без да го познаваат Бога. Сега излегуваат, наеднаш се слободни, но сега потполно зависни од Бог. Сега требаше да се потпрат и целосно да му се доверат на Бог. Тие поминаа низ Црвеното море и се најдоа во пустината. Таму, знаете што кажува и самиот збор пустина, нема ништо. Чекаш Бог да се грижи. И Бог беше верен. Фактот е дека Бог беше верен од самиот почеток. Дури додека беа во Египет, тие можеа со своји очи да видат чуда што никој не ги видел. Ги видеа 10 казни што Бог по надприроден начин ги излеа врз Египет. Кога излегуваа од Египет, за да ги спаси од египетската војска, Бог за нив специјално, може да замислите, го отвори Црвеното море. Тоа беше чуда на чудата. Такво нешто никогаш никој од нас не видел. Беше најголемото чудо, може би запишано во Библијата. И откако го поминаа Црвеното море, тука не беше крај на чудата и на движењето на Божјата рака. Читаме, минатиот пат проучувавме дека додека одеа низ пустината, што направи Бог за нив? Се сеќавате, тој испрати облак преку ден за да ги штити од сонцето. Жешкото сонце кој што е во пустината, цело време со нив имаше облак. Тој облак ги водеше и ги штитеше од жешкината. А навечер кога стануваше во пустината ладно од пустинските студени ноќи, што правеше Бог? Како ги штитеше? Ги грееше со огин, им спраќаше столб од оган и ги грееше. Замислете, бесплатна клима има овие луѓе, тоа клима инвертер, и грее и ладе. Има бесплатна клима. Во пустината Бог обезбедуваше за нив се. Дури и пишува, бидејќи беа 40 години во пустината, Бог направи нивните обувки да не се искинат за сите 40 години. Со едниски обувки можете ли да предпоставите 40 години да одете? Има ли некој од вас такви обувки? И најскапите чевли ги купиме, ќе издржат 5-6 години и рокот им минува. Но Бог направи ништо да не им недостига. И кога излегоа од Црвеното море, тие имаше во 15 глава, некој од вас може би читавте, имаше песна на славење. Миријам, сестрата на Мојсей, го славеше Бога, со дај додираше, играше, танцуваше, дури пееше пред целото собрание. Мојсей му пееше песна на Мојсей и му оддаваа слава. Но потоа стигнаа до момент каде што им требаше вода. Во пустината нешто од најосновните работи е водата. И стигнаа до едно место каде што имаше вода, ако читаме таму, но пишува дека водата беше горчлива. И тие тука почнаа да мрморат, почнаа да се жалат, почнаа да негодуваат. Тука за ова ли не испративте во пустината, за ова ли дојдовме, ова вода не може да се пие, почнаа да се жалат. Ако читаме, тоа е во Излез 15 глава, од 23 до 25 стих. Вели, кога дојдоа во Мара, не можеа да пијат вода, бидејќи беше горшлива. Затоа и го нарекува тоа место Мара. Што мислите, зошто го нарекува Мара? Мара на македонски не значи така, ама Мара значи горчлива. И вели, народот почна да вика против Мојсей велејки: што ќе пиеме? Сега почна да се жалат. Извика Мојсей кон Господ и Господ му покажа дрво. Тој го фрли дрвото во водата и водата стана сладка.
еве што направи Господ за нив. И во ова нешто, јас сум кажал дека многу пати кога читате во Стариот Завет, барете символика. Многу пати не случајно Бог ставил работи или направил работи во Стариот Завет кои што имат за цел да не насочат, да асоцираат кон нашиот Господ Исус Христос. Се сеќавате кога беше Паската, Бог им кажа да земат јагне и со крвта на јагнето да намачат. На што не асоцираше тоа? На што беше праслика? Божјото јагне, Исус. Бидејќи преку крвта на Божјото јагне, Исус Христос, ние сме поштедени, ние сме помилувани. Евреите беа заштитени преку крвта на јагнето. Кога минуваа низ морето, рековме, тоа е асоциација на крштевањето. Павле рече, и сите се крстија во морето. Кога пиеја од водата овде, тие пиеја горчлива вода, тоест требаше да пијат горчлива вода, но Бог направи таа вода да стане сладка. И ова е асоциација на нешто кое што можеме да го сретнеме во Стариот Завет, во Новиот Завет. Знаете, во Новиот Завет, кога Исус разговараше со самарјанката, тој рече, секој што пие од оваа вода, од изворот пак ќе ожедни, а оној што ќе пие од водата што јас ќе му ја дадам, ќе стане извор на жива вода во него. Исус зборуваше за Светиот Дух. Бог може да ни даде вода, од која што никош повеќе нема да ожеднеме. И таа вода нема да е како водата во овој свет кој што е горчлива. Знаете, кога ќе ослушнете зборот горчлив, на што ве асоцира? Кога некој ќе каже, јас имам горчлив живот, или мојот живот беше горчлив. Каков е тој живот? Невкусно. Неубав живот, тежок живот, живот полн со проблеми, полн со маки, можеби со караници, живот можеби во сиромашкија, со тежок, со постојано да цело време нешто да носиш, цело време некакво бреме да имаш и вериш, ова е горчлив живот, веќе ми се одживеа таков живот. Таков е животот во овој свет. Животот без Бог е горчлив, исто како оваа вода. Но што направи Бог со оваа вода? Направи да биде сладка. Направи да биде добра за пиење. И Бог тоа го прави со нашиот живот. Нашиот живот кој што е горчлив без Бог, кога тој ќе го испрати Свети Дух да дојде во нашиот живот, се претвара во сладка вода. Живот од давна вода. И затоа читаме во книгата Откровение, 22 глава, 1 стих. Јован, кој што гледа пред него една визија, вели, го видов престолот Божи и престолот на јагнето и вели, од под престолот Божи и на јагнето излегуваше извор со жива вода. Гледате ли од каде доаѓа живата вода? Таа доаѓа од Бог. Ако сакаш твојот живот да биде променет, ако сакаш твојот живот да не биде горчлив, тогаш пи од живата вода. Живата вода која што ти ја нуди Исус. Исус вели, кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема никогаш да ожедни. Тоа е Светиот Дух кој што ние го добиваме кој ќе поверуваме. И тогаш се променува во нашиот живот. Но ако читаме понатаму, ќе видиме дека евреите и тука не беа задоволени. Тие продолжија понатаму во пустината и почнаа пак да се жалат. Следното нешто на кое што се жалеа, читаме дека се жалеа дека немат храна. Се жалеа на храната и почнаа пак да негодуваат. Во 16 глава читаме дека Бог овде направи уште едно чудо. И овој пат чудото што Бог го направи не беше еднократно, туку траеше 40 години. Тоа беше секојдневно чудо. Бидејќи се жалеа, Мојсија им рече вака, читаме во 7 стих, вели, вие ќе ја видите славата Господова, зашто тој го чу негодувањето ваше против Господ. Што сме ние да се буните против нас? Потоа Мојсија рече, вечерва Господ ќе ви прати да јадете месо, а утре изутрина ќе јадете леб до наситка, зашто го чу Господ негодувањето ваше. И продолжува и објаснува што ќе биде тоа нешто и кажува дека всушност она што ќе се случи, вели, ќе паѓа од небото мана, ќе паѓа како снегулки и на земјата, вели, ќе се појави како роса. И кога евреите излегуваа секој утро наутро, начекуваа нешто вакво. Пред шаторите имаше бело како снег,
како роса и тие го собираа и тоа беше нивната храна. И тие нарекоа мана. Знаете ли зашто мана? На еврејски мана значи што е тоа. Цело време велеа што е тоа, што е тоа, што е тоа. И го завикаа што е тоа, мана. Оваа храна Бог им ја праќаше секој ден, секое утро и Бог им даваше бесплатно, значи 40 години поред доручек, ручек и вечер во пустината. Може да замислите. Библијата кажува дека оваа храна која што е наречена мана, дека била многу вкусна, многу сладка. Пишува беше сладка како мед, а вели имаше и вкус како да е приготвена со најквалитетното маслиново масло. Може да замислите колку прекрасно јадење било тоа. Пишува дека се приготвувало на најразлични начини. Некои го готвеле, некои го печеле, поправеле колачиња, некои го пржеле, но во секој случај била прекрасна храна. И оваа храна тие јадеа 40 години, но пак беа незадоволни. Почна после некој време се зажалат дека се едно исто било, постојано едно исто. И ние овде забележуваме една шема, еден проблем кај евреите, а тоа беше нивното мраморење. Она што Бог сакаше да ги научи евреите е да научат да му веруваат на Бог и да бидат благодарни. Наместо тоа, тие постојано беа незадоволни и постојано мрамореа, негодуваа и се жалеа. Дури во Стариот Завет, еве денеска бидејќи ни е последна проповед, освен што ќе читаме од 15 и 16 глава, ќе користам текстови од сите 5 книги од Мојсееви, од Тората, бидејќи сакаме да опфатиме еден поголем период. Ќе видиме дека за целото тоа време додека евреите беа во пустината, не само сега, него за сите тие 40 години се жалеа постојано. И ако читаме и во книгата Излез, и во книгата Броеви, и во многу други места, забележани се околу 16 такви ситуации, посериозни ситуации. Тие веројатно се жалеле и многу други пати, но во овие 16 ситуации гледаме сериозни моменти кога толку беа незадоволни што дури на моменти сакаа и да ги убијат Мојси и Арон. Толку беа незадоволни. А дури имаше ситуација кога на Бог му прекете му беше преку глава и во една прилика Бог кажа на Мојси и на Арон: тргнете се да го убијам овој народ, да го уништам. Ќе го сотрам овој народ, бидејќи само се жали, ќе подигнам друг народ. Преку глава ми е доста ми од него. Гледате, и на Мојсе му дојде преку глава нивното жалење. Нивното жалење наликуваше како на некои мали деца или на тинејџери кои што се нешто им фали. Не знам дали некогаш сте патувале со мали деца на одмор. Ако кој ги ставите во колата и одите некаде, ние имаме, да кажеме, кратки релации, одите до Охрид со нив. И кога се малечки децата, што се случува во колата, знаете ли? У колата знаат да кажат: тато, мене ми се пие, тато, мене ми е жешко, мамо, мене ми е ладно, мамо, сестра ми ме закача, мамо, кажи да не вика, тато, кажи му да не прави вака, тато, зема ми го телефоно. И накрая ти ја пукнат главата и си викаш: ама доста. Ти доаѓа да ги фатиш и да ги фрлиш преку џамбу. Понекогаш наликуваме ние на мали деца. Во нашето негодување, во нашето мраморење, ние покажуваме нашата духовна незрелост. И ние можеби им се смееме или им префрламе на евреите за нивното мраморење, но да бидеме реални. Мраморењето е во природата на сите нас. Сите ние знаеме помалку или повеќе да кукаме и да се жалиме. Замислете сега ако беше исклучено парното. Одма ќе викавме: абе, тука е ладно, како можевте да не пуштате парно? Па ладно е. Летото кога ќе дое, па ќе викаме: па жешко е, па нели може клима да се пушти, па жешко е. Па кога ќе пуштиме клима, па дува, нели може да исклучите, па дува. И не се погодува, ние постојано се жалиме за нешто. Постојано се жалиме. Дека мраморењето или жалењето е во нашата природа и ние знаеме многу повеќе да се жалиме отколку да сме благодарни, покажува и нашиот јазик. Знаете ли дека во македонскиот јазик, па скоро и во секој друг јазик, имаме многу повеќе зборови за жалење отколку за благодарност? Колку зборови можете да ми наброите за благодарност? Ајде да кажете: благодарам и фала. И толку.
А от другата страна, сега ќе видите колко зборови има. Слушайте. Поплати, жалби, критикување, кукање, цимолење, гунжање, негодување, незадоволство, мраморење, роптање, лелекање и така натаму. Сето ова се зборови со кои што ние сме се потрудиле во нашиот јазик да го опишеме незадоволството кој што го имаме. Кога сме незадоволни, ние имаме многу зборови за тоа. Ние лелекаме, кукаме, се жалеме, роптаме, мраморење, негодуваме, критикуваме. Сето ова се зборови на жалење. Многу сме богати нели со зборови за жалење. Но ако треба да кажеме фала, фала и благодарам, и толку е. Ова покажува дека во нашата природа често пати преобладува мраморењето. Затоа ние гледаме дека евреите во нивното жалење низ пустината, за сето тоа време тие само се жалеа, понекогаш не отсликува и нас. И со нивното жалење, за жал, имаше и последици. На едно место, ако читаме во 1 Коринтијаните 10 глава, овде Павле предупредува. Тој кажува многу гревови што направија евреите во пустината, вели немојте да бидете идолопоклоници како некои што беа во пустината па загинаа. Немојте вели да бидете алчни како што тие алчни. Но една од работите што е спомнал овде Павле вели немојте да негодувате или да мраморите како што некои од нив негодуваа и Господ вели го испрати ангелот на смртта да ги погуби. Она што им се случи ним треба да биде поука. За кого? За нас. Тоа е запишено, вели, во Светото писмо како предупредување за нас, што живееме во овие последни денови. И не случајно Павле нагласува дека живееме во последни денови. Веќе знаете кога е најтешко? Во последните денови. Ние живееме во тие последните денови кога ќе станува се потешко и потешко. Павле вели, внимавајте, немојте да станете како евреите. Немојте да станете како тие во пустината и да ве слуша Бог само како кукате и негодувате. Во последните денови ќе ни биде тешко. Ќе биде неправда повише, неморал повеќе, корупција повеќе, ќе слушаме војни, некои од нас ќе бидат затварани, може и по затвори заради верата, ќе изгубиме работа, ќе бидеме осудувани, ќе бидеме исмевани, некои од нас ќе сме сиромашни, ќе има финансиска криза, економска криза, не знам, пандемии. Тоа се последните денови. Вели, некој од нас, некој од нив вели мрамореа и загинаа. Затоа вели ова е запишано за нас како поука, за да биде предупредување за нас кои што живееме во последните денови. Затоа мора да внимаваме да не станеме како нив. Мраморењето или кукањето, жалењето носе последици. Ние денес ќе погледнеме неколку од нив, 3-4 последици, за да сватиме зошто не е добро да се жалиме. Прво нешто кое што можеме да го видиме е дека мраморењето или негодувањето го расипува нашето сведоштво пред луѓето. Да, кога ние се жалиме пред неверните, тоа го уништува нашето христијанско сведоштво. Ние на луѓето им сведочиме за еден добар Бог, нели? Ние сакаме луѓето да го запознаат тој Бог. Велиме зошто не доаѓаат луѓе во црквата, сакаме луѓето да поверуваат. Но невозможно е да сведочите за вашиот добар христијански живот ако истовремено и се жалите. Ако ние одиме навсекаде и кај сите луѓе само кукаме и се жалиме, луѓето нема да сакат да слушат за таков живот и за таков Бог. Замислете во еден ресторан, ако влезете и постојано се жалите од се нешто. Од сите гости што се таму, единствено вие се жалите на услугата, се жалите на келнерот, се жалите храната не била добра, па чашавот бил извалкан, не бил чист, па музиката била многу гласна, па многу дувало ладно од климата, се жалите, па не знам, па многу било жешко. Постојано се жалите и на крај да го викате келнерот да дојде и викате: ај седни да ти сведочам за мојот живот и за Господ сакам да ти зборам. Ќе сака ли тој човек да слуша од вас? Сигурно нема да сака. И кој сака да биде со некој што постојано се жали? Кога некој постојано се жали, ние таквите луѓе ги избегнуваме. Знаете зошто? Затоа што тој има негативно влијание на нас. Ние знаеме да кажеме, а во негово присуство енергијата ми ја едноставно цели, ми ја црпи. Станувам депресивен,
постојано го слушам или ја слушам само нешто негативно. Ова не чини, она не чини, тоа не чини, ова не чини, ова не бива. На крај викаш, овој човек веќе не идем со него да се гледа. Кога ние постојано се жалиме, тоа го уништува нашето сведоштво пред луѓето. Не можеме ние да ја кажуваме дека имаме добар Бог и дека нашиот живот е прекрасен, ако истовремено постојано кукаме и се жалиме. Затоа во Филипјаните 2 глава, 14 и 15 стих, таму пишува вака: правете се без ропот и двумање, без роптање, без жалење, за да бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божи чеда среде овој опак и расипан род, меѓу кој што светите како светилка во светот. Слушате ли што вели Павле? Немојте да роптате. Зошто? Зашто ние помеѓу овој расипан род треба да видиме како една светилка што свети. Ако ние роптаме, ние ја гасиме светлината. Кога роптаме, тогаш ја гушиме светлината во нас. Кога се жалиме, кога неготуваме, не можеме да бидеме светилка. Павле вели, вие сте светлината во овој свет. Ние сме солта на овој свет. Ние треба на овој свет да му донесеме надеж. Ние треба на овој свет да му донесеме некоја топлина, некоја светлина. А како ќе ја види светот во нас ако ние стално се жалиме? Знаете ли кога светот на нас ни завидува и кога посакува да е како нас? Некога се ни врви добро, него светот на нас ни се чуди и посакува да е како нас, кога гледа дека во нашиот живот има проблеми, и тоа понекогаш сериозни проблеми, а ние сепак сме среќни и сепак не се жалиме. Тоа е она што светот го бара. И ако јас смирено кажам на луѓето со насмевка на лицето, со Господ добро е, фала му на Бога, и го кажам тоа искрено од срце, луѓето на тоа ни завидуваат. И луѓето знаете што, после кој ќе ве сретнат и откако ќе отидат кај некој друг ќе кажат: абе ја сретна вчера Светлана, а ви завидувам на таа жена. Не можам да ја разберам, има толку проблеми, жената има насмевка на лицето. Јас сакам да бидам како неа, сакам да го запознам нејниот Бог. Сакам да ми збори од каде е таа смиреност, од каде е таа радост, од каде е таа вера. Сакам да ми кажува повеќе. Тогаш луѓето ќе сакат да слушат за нашиот Господ. Тогаш ќе сакат да слушат за нашата вера. Кога ќе видат наместо да се жалиме, кога ќе видат на нашето лице смиреност и насмевка. И кога ќе кажеме: со Бог добро е. Како што ја пеевме песната на почеток: цел мој живот ти си верен, Господе. Цел мој живот ти си добар Бог. Тоа е оно што луѓето треба да го видат во нас. Од срце да можеме да покажеме дека ние имаме Бог со кој што сме задоволни. Имаме Бог на кој што можеме секој да се потреме и тој Бог е добар со нас. Во мојот живот тој се покажал секогаш како добар. Низ било која ситуација тој ме извел и на крајот можам да го прославам, на крајот можам да го пеам и да играм со Дајре како Миријам и да го славам. Тоа е поентата. Но кога ние кукаме и се оплакуваме, во тој случај ние сме лошо сведоштво. Затоа читаме во Израз 16 глава, 8 стих. Оваа глава што сега ја проучуваме. Овој текст ни кажува дека кога ние кукаме, ние со тоа нешто сме лошо сведоштво, дека ние со тоа нешто се жалиме од самиот Бог. Ние не се жалиме од околностите, се жалиме од нашиот Бог. Луѓе кажат: ајде, мене ќе ми кажува Горан или Донка, не знам, имале добар Бог, а цело време се жали. Погледнете што пишува во Израз 16 глава. Вели: Господ го чу вашето мраморење против него. Та што сме ние? Вие не мраморите против нас, вели Мојсей, туку против Господа. Кога ние мрамориме, ние се жалиме и мрамориме против Господа. И тоа е првата последица и причина зашто да не се жалиме, бидејќи тоа го уништува нашето сведоштво пред неверните. Втората последица е мраморењето, негодувањето може да стане наш начин на живење, ако не го запреме на време. Гледате, од време на време сите знаеме да се пожалиме на нешто. Кога ќе не прашат ако смислени, ќе кажеме: абе, што ти кажеш, не сум добил. Ако треба ти кажем отворено: осте, не ме питај проблеми на работа, не ме питај проблеми дома со децата, осте, волки. Знаеме некојаш и ние да се фатиме во таков дух на кукање и на жалење, но не смееме да дозволиме тоа да не опфати постојано.
да бидеме луѓе кои што само ќе знаеме да кукаме и да се жалиме. Кај евреите проблемот е што тоа стана навика. Тие почнаа да се жалат од самиот почеток, уште кога излегоа од Египет се жалеа и до самиот крај тие не престанаа да се жалат. Нема момент кај што вие ќе слушнете тие да кажат нешто убаво, само се жалеа, се нешто и фалеше, се критикуваа, се негодуваа. Тоа стана нивни животен стил. Тоа е опасно. Ако тоа стане дел од нашиот карактер, од нашата природа. Има една поговорка, една изрека, вели, мислата раѓа дело. Мислата кога ќе зачне, таа раѓа дело. Делото кога ќе зачне, вели, раѓа навика. Навиката, ако продолжиме да ја правиме, таа раѓа карактер. А карактерот ја формира или ја раѓа нашата судбина. Гледате, едното води до другото. Така да ако ние едно нешто продолжиме да го правиме постојано, тоа ќе го изгради нашиот карактер, ќе преиде во наша навика и на крајот тоа ќе дефинира нашата судбина. Например, ако еден човек се напие една чашка, не е ништо, нели ракија. Ама ако почне секој ден да пие, ќе му стане навика, ќе му стане карактер и на крајот тоа ќе одреди и неговата судбина. На крајот тоа ќе стане пијаница, ќе загуби и работа, и семејство, и здравје, и се. И на крајот кој му е крив? Каже, животот не го бива. Ти си тргнал во таа насока и си дозволил тоа да ја дефинира твојата судбина. Кај евреите ова беше проблемот. Знаете ли дека заради нивното мраморење, оваа генерација на евреи не влегува во ветената земја? Бог кажа во една прилика, кажа, тие нема да влезат заради тоа што беа незадоволни, затоа што негодуваа. И Бог не дозволи да влезат во ветената земја, 40 години само кружеа во пустината и таму умреа заради нивното мраморење. Тие си ја определија нивната судбина. Ако ние цело време само се жалиме, тоа преоѓа во наша природа и во наш карактер. Ако се што излегува од нашите уста е само жалење и мраморење. Ако имате право на 3 реченици во животот, што би биле вашите 3 реченици? Ако еве не 3 години, една недела не зборувате и на крајот на неделата треба да отворите устата, што би било вашата реченица? Дали би рекле јадењето беше загорено? Или би рекле фала ти Господе за оваа недела добро помина? Што би било? Кога ќе отворите устата, што е вашата прва реченица? Ајде да размислуваме. Ние не зборуваме цело време, но кога треба да зборуваме, внимаваме ли што ќе кажеме? Размислуваме или прво критиката да си ја кажеме, прво негативното? Затоа велиме, проблемот со оплакувањето, проблемот со негодувањето, со мраморењето е што тоа може да стане наш животен стил. И тоа е опасно. Понатаму трето нешто, мраморењето ја искривува нашата реалност. Тоа не прави слепи за благословите и го оддалечува нашиот поглед од Бог. Кога ние постојано мрамориме, ние за жал стануваме субјективни. Тоа значи не ги гледаме веќе работите објективни, како што се, него го гледаме само лошото. Само лошото. Затоа велам негативното, тоест негодувањето, критикувањето, мраморењето ја искривува нашата реалност во која што живееме. Еве пример. Повторно од 16 глава Излез, 2 стих. Кога се најдоа во тешка ситуација, слушнете што велат овде. Вели, и почна да се буни целата заедница и синовите израелски против Мојсей во пустината и велат: ох, да умревме од Господовата рака во египетската земја, кога седевме покрај грнци со месо и јадевме до наситка. Вистина ли е ова? Дали евреите навистина толку убаво си поминуваа во Египет? Ама одеднаш ги слушаме, порно да си бевме во Египет, абе таму ни беше убаво, таму имавме јадење до наситка, грнци полни со месо, абе там беше живот, уживање. Робови беа. А таму беа робови. Да бевте вие таму ки речете, а вие се слушате ли што зборете? Вие нормални ли сте? Абе таму кукавте или лекавте 430 години, пишува Господ го слушна нивниот вик кон него затоа што постојано викаа: Господе, тешко ни ослободине. Ги камшикуваа за да работеа до умирање.
Не знаеа главата кај мене. Пишува на едно место дека јадеа кромити и прас. А се овде се палат, таму јадевме месо, вика грнци полни до наситка, живот, уживање. Гледате дека нивната реалност беше искривена кога се најдоа во тешко. Одеднаш тоа претходното им беше некако поубаво. Колку пати ѓаволот сака истата слика на нас да ни ја стави во главата. Ѓаволот ќе не потсети на оние работи кои што нам ни биле убави во светот. Шо убаво ми беше? А сега како христијан ќе ти каже не смееш ова, не смееш она. Ова ли е живот бе? Ова ли е живот христијанин? Се ти е забрането, не смееш ништо да правиш. Ѓаволот ќе се обиде да ни искриви реалноста, да не убеди дека порано ни беше поарно. Во светот ни беше поарно, како неверни ни беше поарно. Но тоа не е вистината. Порано бевме робови. Бевме робови на гревот, робови на стравот, робови на неизвестноста. Порано животот ни беше за никаде. Порано живеевме во празнина, во страв, во неизвестност, во гревови. Ама ѓаволот, како што еве и сега читаме, како и нив и нас сака да не убеди дека не е баш така. Но знаете, кога се фокусираме само на кугање, на жалење, на негативно, ние тогаш пропуштаме да ги видиме Божите благослови. Многу пати Бог ни праќа благослови во животот, ама ако ти си фокусиран само на проблемите, ти нема да ги видиш. Нема да ги видиш благословите. Колку и Бог да ти праќа убави работи, ти кажеш, а ова тука, а ова шо е? А ова шо не чини? Замислете, Бог во пустината цело време се гриеше за нив. Тој им праќаше облак да ги штити од сонцето, им праќаше оган да ги штити од ладното, ги изведе преку морето, им правеше чевлите да не им се уништуваат, им даваше вода, им даваше леп секој ден и на крајот тие пак вика порано да си умреш во Египет. Пак беа незадоволни. Не можеа да ги видат благословите. Има еден интересен социјален експеримент кој што бил направен помеѓу група луѓе. Собрале одредена група, еве како сега 10 на души, не знам 20, и најнапред ги прашале кој од нив се сметаат за среќни луѓе и задоволни, а кој од нив се незадоволни од животот и се жалат. И запишале кој каков одговор дал. Забележа, например, Оливера кажал дека е среќна, не знам, Горан кажал дека е несреќен, и запишале. И потоа им дале на сите копија од еден ист вестник и им рекле дека за одредено време треба да најдат одреден збор колку пати се содржи во вестникот, на сите страници, да кажеме зборот пари. Требало да ги вртат сите страни и да избројат колку пати се среќава зборот пари во целиот вестник. И почнале сите да вртат и да бараат. Имале ограничено време и требало да видат кој прв нели ќе најде, така да сите дрзале поскоро да најдат. Но имало тука и финта. Финтата било што некаде на третата страна во вестникот било испечатен наслов со големи букви на кој што пишувало не го барајте зборот, го има точно 33 пати. Значи одговорот се содржал во текстот, се содржал во самиот наслов. Но некои од луѓето воопшто не го забележале насловот и продолжили понатаму да пребројуваат, да читаат, да бараат се до самиот крај на вестникот. Знаете ли кои биле тие луѓе што не го виделе насловот? Луѓето што претходно се изјасниле како незадоволни и несреќни од животот. Без исклучок сите тие луѓе што кажале претходно изјавиле јас сум од животот незадоволен, несреќен, тие луѓе го пропуштиле насловот, го пропуштиле решението и продолжиле да бараат. Оние луѓе што се изјасниле како среќни, тие луѓе можеле да го препознат, го виделе и на време рекле јас го знам одговорот. И сега ќе си кажете како е тоа можно. Ова ни покажува каква е психологијата на човекот. Гледате, кога ние сме од се незадоволни и велиме јас не сум задоволен од ова, мене не ми оди она, ние сме фокусирани во тој случај на проблемот, не на решението. Ние кој ќе ни го дадат решението пред очи, ние пак не го гледаме, ние кукаме и се жалиме. Проблемот е во нашата психологија, кога сме насочени ние на негативното, не можеме да го видиме она добро што Бог ни го праќа. Затоа е важно да научиме да бидеме благодарни. Ако си негативен, ќе ги пропуштиш сите благослови што Бог ти ги праќа. Има еден вик за некој детенце што мајка му го испратила да купи леп
И некој човек го начекал на патот како плаче и вели: "Шо ти е бе дете?" "Мама ме прати по леп, ми даде 50 денари, ама вика јас ги загубив и сега што да правам, плачам, оти дома ќе ме натепат." На човекот му паднало жал, го вади новченикот, вади 50 денари, вели: "Еве ти 50 денари, не плачи, ајде оди." И дето само што тргнало, пак продолжило да плаче. Шо вели сега плачеш? "Па ако не ги загубив тия 50, вика сега ќе имав 100. Гледате, кога ние сме фокусирани на негативното, што и да ни направи Бог, ние пак ќе се жалиме. Затоа опасно е кога ние само се жалиме. Тогаш стануваме слепи и ја искривуваме реалност. Тогаш нашиот поглед се свртува од Бог кон проблемот. А фактот дека ние сме благословени, повеќето од нас имаме многу работи што луѓето пред 10-20 години ги немали. Колку има работи што денеска ги имаме, а луѓето ги немале порано. Порано луѓето живееле во толку бедни, сиромашни услови. Еве тие што сте на село, знаете, некој од нив до ден денеска се уште немат ни купатило. Замислете, ние денеска повеќето од нас го немаме тој проблем. Фала на Бога, сите ние дома си имаме купатило, имаме топла вода, имаме вода во било кое време, имаме струја. Порано немало интернет, сега сите имаме дома интернет. Порано немаше телефони. Ние бевме во Штип, бевме една од ретките куќи кои што имаше телефон. Доаѓа некој од комшиите: "Комшо, може ли бе да се јавам, ако може телефонот?" И не замолуваа за услуга да се јават. Имаше двојници, нели, па еден број користеа две куќи. Денеска секој има телефон, секој во чепот носи свој телефон, некој носат и по два. Порано немаше телевизор, првите телевизори кои излегоа беа црно-бели, па и на тој се радуваш, ако многу пати нема ни слика, ништо. Денеска секоја куќа има телевизор, дури некои имат и по два. Скоро во секоја соба имаме телевизор сега, и во спалната имаме, во дневната, секаде имаме телевизор. Порано на телевизорот имавме само два канали, прва и втора македонска, нели? И тоа траја до 10 часот и после легнување. А замислете, денеска имаме толку многу канали, имаме кабловски со 300 канали, некои има дури и 2 кабловски си имат платено. Замислете во какво време живееме, благословени сме од сите страни. Пред 2-3 дена налетав на еден интересен факт. Некаде 1800 и некоја во Америка имало циркус на кој што настапувал најдебелиот човек на светот. И доаѓале луѓе од сите страни да го видат. Најдебелиот човек на светот, ако видите на снимка, за жал не се седив да ја ставам, ќе видите дека може би е бил човек кој што тежи некаде околу, не знам, околу 100 кила, нешто малку по-дебел од мене. Денеска такви по-дебели од него можеме да сретнеме било каде, во трговски центар да отидете ќе сретнете 10 по-дебели луѓе од него. Што значи тоа? Дека денеска сме ние презаситени. Имаме се. И пак сме многу пати незадоволни, неблагодарни. Не можеме да ги видиме благословите што Бог ни ги дава. Ајде да прашам, кој од нас денеска тука е без струја? Нема никој. Кој од вас е без вода? Кој од вас денеска е гладен? Кој од вас е без покрив над главата? Кој од вас дома нема интернет? Кој нема телефон? Сите овие работи ги имаме. Така да Господ не благослови од многу страни, но ако ние кукаме и се жалиме, ние за жал не можеме да ги видиме тие работи. И последно нешто, четврто нешто е мраморењето или незадоволството, во конечна смисла ја искажува нашата недоверба и неверие кон Бог. Ако ние постојано се жалиме, ние покажуваме дека ние не му веруваме на нашиот Бог. Сега ќе читам текст од едно друго место кој што се однесува на истиот настан во пустината, каде што евреите јадеа мана. Еве, вака им паѓаше мана, наутро испаѓа и ја собираа. Исто како некој да ви носи секој утре јадење без пари и да може само да си го соберете, ви го става пред врата, вие си го зимате. Слушайте што е запишано во Псалмите. Псалм 78, од 24 негде до 32 стих, вели: Бог како дожд излеа врз нив да јадат мана и ги нахрани со небесниот леб. Човекот јадеше ангелски леб, пишува овде. Тој им даде храна до ситка, до наситување. И покрај сето тоа, грешеа и понатаму и не веруваа во неговите чудесни дела. Гледате ли кој е заклучокот во псалмите
за чудата што Бог ги правеше за нив. Вели, Бог за нив направи да јадат ангелски леп, леп од небото им даваше. И покрај сето тоа тие пак не му веруваа на Бог. Бог се што правеше беше со цел да ги научи да му веруваат. А на крајот тие пак се жалеа, пак кукаја, откаде сега, откаде ќе најдеме вода, откаде ќе најдеме леп, ќе изумреме тука, а сега што ќе правиме? Постојано се жалеа. Замислете, некој по чудесен начин да се грижи за вас и вие следниот ден пада да се прашувате, а утре кој знае дали ќе ми обезбеди овој човек ден? Некој постојано да ги решава вашите проблеми и на следниот проблем вие пада да се прашате, а кој знае сега за ова нешто да не ми изневери? Кој знае дали сега за ова ќе ми помогне? И вие си речете, добро до сега, не ли ме научи дека сум тука за тебе во било која ситуација? Не ли ме научи дека никогаш не сум ти свртал грб? Не ли ме научи дека во секој проблем јас сум тука за тебе? Не ли научи дека сум ти верен пријател? И на крајот ти па се жалиш од мене и пак се прашуваш кој знае дали овој пат ќе ми помогне? Па така се однесува евреите. Тие постојано искажуваа неверие. И на секој следен проблем тие кукаа како се едно Бог да ги напуштил и да ги оставил сирачини. Нашето кукање во крајна сметка покажува недоверба во Бог. Но не само недоверба во Бог, недоверба и во сето оно што Бог го прави во нашиот живот. Често пати ние се однесуваме како да Бог не е доволно паметен или да не си ја разбира работата. Боже, ти знаеш ли мене што ми се случува? Па како може Боже ти вака да направиш? Како да Господ нема доволно памет и си викаме, абе со кој памет Бог ова го прави? Со кој памет? Или знаеме да некој си велиме, Бог мене ме сака ли доволно што он ова го дозволил? Се сомневаме во неговата добрина, се сомневаме во неговата љубов кон нас, се сомневаме во неговата способност да се грижи за нашиот живот, во неговата мудрост, не му веруваме на било кој однос. Дури овде евреите покажаа дека тие се сомневаат и во неговиот избор за водач. Кој беше нивниот водач? Мојсе и Арон. Кој ги избра Мојсе и Арон? Бог директно го повика Мојсе додека беше таму во Мидијанската земја и рече: Мојсе, тебе ќе да одберам да го ослободиш мојот народ. Ти ќе им бидеш водач. Значи Мојсе беше избран директно од Бог, не беше биран на некакви локални избори. Замислете сега, ние правиме избори во Македонија, на крајот си го добиваме, не знам, Пендаровски или некој друг и велиме, кај го избраа баш него, нели? Велиме, кај баш овие луѓе или баш оние луѓе, ние критикуваме. Но замислете еден ден Бог да се симне од небото и да рече, ајде добро, доста во Македонија веќе нема избори, јас ќе ги изберам човек. И не каже, не, така бе Боже, така. Тие го избереш, барем знаеме дека ќе е човек на место. Ки имаме ли доверба дека Бог би го избрал најдобриот? Да. Па Бог тоа го направи со Мојсе. Бог рече, јас ќе ви изберам човек, оставете ме мене, јас знам кој е добар избор. Бог го избра Мојсе и знаете ли што сака да направат со Мојсе? Сака да го убијат. Ако читаме, пишува во Броеви 12 глава, вели Миријам и Арон, неговиот брат и неговата сестра се дигнаа против него и рекоа, почна да зборуваат против Мојсе. Па зар Господ само против Мојсе, вели, преку Мојсе зборува. Понадено во Броеви 14 глава 4 стих, вели, се подигна целото општество и рекоа, да си поставиме ние друг водач и да се вратиме во Египет. Замислете, овој водач не им беше добар, па рекоа, маните ги Мојсе и Арон, и си најдеме друг водач. Овој избор е лош. Всушност, чиј избор критикуваат тие? Изборот на Бог. Читаме понатаму во Броеви 14 глава 10 стих. Вели, и сиот народ рече да ги убиеме со камења. Беа спремни да ги убијат Мојсе и Арон. Толку беа незадоволни од нивното водство. Па зар толку беше лошо? Зар Бог толку лош избор направи? Но со тоа нешто тие покажа дека се сомневаат во Божиот избор. Sejedno како Боже, ти не си доволно паметен, кај ни го најде овој водач? Кога ние негодуваме и постојано се жалиме на Бог, се жалиме од работите во нашиот живот, ние sejedno негодуваме од Божиот избор. Боже, кај ни го најде овој човек? Боже, кај ни ги најде овие пријатели? Боже, кај ни ги најде овие браќи и сестри? Господе, кај баш оваа црква ми ја најде? Господе, кај ни го најде овој пастор? Господе, нели може некој друг, некој поред? Ние се жалиме од сето она што ни го Бог праќа во нашиот живот. Кога ние се жалиме на себе. Некои христијани
така гледат за жал и на нивните духовни водачи. Ние знаем некој да кажеме, ако сум сигурен дека овој човек е избран од Бог, не би се жалил. Или ако стварно имаме духовен човек, некој што е близок со Бог, да знаем дека човек на молитва и е близок и има стварно толку е близок со Бог, што дури Бог му зборува директно, ние сакаме таков водач, но таков водач не би се жалели. Па Мојсе беше таков водач. Мојсе беше толку близок со Бог, што пишува дека лицето му светеше, затоа што беше во Божјата близина. И тој водач не им се допадна. Па кога Мојсе не им се допадна, не знам кој друг. Гледате, понекогаш ние знаеме без потреба да го критикуваме водачот и велиме сигурно не чини, затоа што е во црквата не е како што треба, што не идат луѓе, веројатно пасторот не си ја врши работата. Но не секогаш е вината во пасторот, не секогаш е вината во водачот. Понекогаш можеби нешто друго е работата. Но и тогаш ние треба да научиме да сме благодарни, да кажеме фала ти Господе за нашите водачи, фала ти што имаме кај да се собираме, фала ти што има кој да ни проповеда. Значи, имаме работи за кои што можеме да бидеме благодарни. И на крајот решението, кое е решението против ова нешто? Против мрморењето. Наместо да се фокусираме на негативните работи, а да се фокусираме на Божите благослови. Како песната што велеше, цел мој живот ти си верен, ти си добар Бог. Ќе можеме тоа да го кажеме ако се подсетиме на сите благослови, на се што Бог прави во мојот живот. Дури кога некојаш не ни е како што треба, ако сме трпеливи и му веруваме на Бог, на крајот ќе видиме дека излезот ќе биде добар. Ќе видиме на крајот како што вели еден стих, вели Бог прави 7 врви на добро на оние што веруваат во Него. Значи на крајот се ќе испадне на добро, иако во моментот не е добро. Му верувате ли на Бог за конечниот исход? Можеме да дојдеме пред Бог и да побараме да ни прости за сите моменти кога ние сме го критикувале Него или сме се жалели. Можеме да го направиме и сега да кажеме Господе, прости ми кога сум бил незадоволен од Тебе. Прости ми кога сум се сомнемал во Твојата добрина. Прости ми кога пред луѓето сум бил лошо сведоштво затоа што само сум се жалел или сум се жалел. Прости што сум бил незадоволен од тоа што ми го праќаш во животот. Прости што сум кукал за тоа колку условите ми се лоши. Прости Господе затоа што не сум ги видел Твоите добрини. Можеме да